Почитувани сограѓани и почитувани кавадарчани. Како што е редот на крајот од годината и почетокот на наредната календарска година, од моје име и од името на локалната самоуправа би сакал да ја информирам цела кавадарачка јавност за тоа како локална самоуправа Кавадарци ги трошеше своите финансии во минатата година. Секако оваа го правевме во содејство со владата на Република Македонија, со граѓаните општина Кавадарци, преку урбаните и местните заедници и директно преку сите креатори на буџетот за 2016 година. Во тој смисол би сакал да потсетам што е она што го реализиравме минатата година. Во градот, а и во целата општина, асфалтиравме патна инфраструктура во должина од 20.000 метри квадратни и поплочивме површина од 7.500 метри квадратни. Го изградивме крејот на реката Луда Мара во должина од 250 метри и за поширока информација обезбедивме финансиски средства од Вардарскиот плански регион, односно од владата на Република Македонија, за негово довршување до Брушанскиот мост. Завршивме со партерното уредување на површината зад Лепотиците и продолживме со реализација на мини пазарчето во истата локација. Спортската сала Јасмин ја осметливме со квалитетно LED светилки и ја оспособивме за квалификациониот турнир на нашата репрезентација, секако тука е и уредувањето на дворот на спортската сала Јасмин. Го реализиравме проектот за проширување на влезот, Западен булевар и покрај големите тешкоти и пречки од страна на одредени субјекти. Реконструкција на кровната конструкција на основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, како и промена на парниот котел на истото училиште. Реконструирана е исто така кровната конструкција на основното средно училиште Кирос Панџов Брко. Отпочнавме со реконструкција на зградата на старата лабораторија и нејзина адаптација во идна детска градинка. Извршивме промена на кровната конструкција на гимназијата Добри Даскалов и изградба на 8 кабинети, што за последните 40 години е највисока инвестиција во овој објект. Отпочнавме со градежните работи на бизнис центарот во центарот на градот. Во текот е постапката за урбанизација на селата Дреново, Возарци, Сопот, Марена, Ресава, Бегниште, Раец, Рожден, Дабниште, Брушан и Бојанчиште и секако во одмината фаза ни е реализација на ГУПот на градот Кавадарци. Завршена е реконструкцијата на патниот правец Крњево-Бохула, што е плод на добро менаџирање на локалната самоуправа, меѓутоа со огромна финансиска помош на владата на Република Македонија. Го изградивме НВО центарот за Кавадарци и во тек со помош на владата и UNDP е негово опремување и потоа давање на употреба на целиот невладин сектор од Кавадарци. Отпочнавме со градба на концертната сала за потребите на основното општинско музичко училиште Лазо Мицофрале. Во тек е завршната фаза од реконструкцијата на Домот на културата. Отпочнавме со реконструкција на 400 метри од патот Страгово-Крњево и во тек е постапка за реконструкција на улицата Блажо Алексов и изградба на кружен тек на истата улица. Исто така би сакал да потсетам дека во тек е четвртиот повик за избор на јавен партнер за решавање на паркирањето во градот, за што имавме и објективни и субјективни потешкоти. Дониравме финансиски средства за средување на подовите во ученичкиот дом од Кавадарци. Инвестирани се над 600.000 евра од страна на јавното предпријатие Комуналец за реконструкција на средната висока зона и цевководот до Дрекселмајер во должина од над 3000 метра. Кавадарци оваа година стана град со европски едноцифрен број на невработеност. Како резултат на кризата со откупот на грозјето, успеавме во лобирањето за дополнителни субвенции на лозарите, односно со лозарите, претежно оние поситните, или во текот крајот на оваа година или во текот на наредната ќе добијат дуплиран износ на субвенции. На територијата на општина Кавадарци за прв пат се прави автопат и тоа на потекот од Дреново кон Фариш и можеби најбитниот проект во историјата на градот е фазата на гасификација во која се наоѓа и Кавадарци и за која верувам дека во наредните 5 години, а бизнис секторот и порано, ќе добие најеколошки и најисплатив енергенс.
Ова се најкрупните проекти кои што општина Кавадарци во содејство со граѓаните, меѓутоа и со голема финансиска помош од владата на Република Македонија ги реализира за 2016 и има уште многу други посетни проекти кои што значат решавање на секојдневните па и годишните и децениски проблеми на граѓаните во микросредините. На крајот би сакал до сите граѓани на општина Кавадарци да упатам еден апел. Во текот на наредниот месец општина Кавадарци заедно со службите начело со мене како градоначалник ќе имаме и веќе имаме средби со урбаните и местните заедници. Би сакал да сите граѓани да упатам апел да своите креативни идеи за трошење на буџетот за 2017 година да го преточат во писмена форма и да го достават до локалната самоуправа Кавадарци или пак преку непосредна директна соработка со председателствата на урбаните и местните заедници да ги дадат своите видувања за тоа како ќе го трошиме народниот денар за 2017 година.